...2024 беше предизвикувачка година за автомобилската индустрија, обележана со тешки економски услови. И оваа нема да биде нешто подобра, иако ентузијазмот е на високо ниво. Колку и да е тешко, производителите неуморно представуваат нови модели и ги усовршуваат постоечките. Денешната епизода изобилува со такви примери. Останете со нас. Четвртата генерација на лимузината Суперб добива современ плагин хибриден погон и наскоро ќе биде пуштена во продажба. Се работи за комбинација на 4-цилиндричен 1,5 TSI турбобензински мотор и електромотор кои произведуваат комбинирана моќност од 204 коњски сили. Високонапонската батерија има бруто капацитет од 25 киловат-часови, овозможува поминување на повеќе од 120 километри со нулта емисија. Таа може да се наполни од 0 до 100% за 2,5 часа со помош на домашна ѕидна кутија. За побрзо полнење, батеријата поддржува еднонасочно брзо полнење до 50 киловати, што овозможува полнење од 10 до 80% за 26 минути. Мазда се обрати кај кинескиот партнер Чанган Автомобил, со кого произведува автомобили за тамошниот пазар веќе 20 години, да ја направи лимузината 6 електрична. Резултатот бргу дојде во форма на Mazda EZ6, седанот од средна големина кој беше представен на саемот за автомобили во Пекинг во април 2024 година. Истата соработка важи и за европската верзија на EZ6, која на стариот континент ќе се продава под името Mazda 6e. Таа може да се пофали со препознатливиот дизајн, карактеристичен за едноставноста и течната купеовска форма. Опремена е со батерија од 68,8 киловат-часови, која треба да обезбеди автономија од 552 километри. Уште е нејасно кога ќе започне продажбата во Европа, а почетната цена треба да биде околу 46.000 евра. Помина и 47-то издание на релито Дакар, кое по 6-ти пат се вози во Саудиска Арабија. Најбруталната тортура во светот на мотоспортовите, која годинава траеше скоро 8.000 километри, ја завршија 224 од вкупно 353 возила, предводени од домашниот Јазид Ал-Раджи. Тој го заврши својот 11-ти настап на ова рели, победувајќи го јужноафриканецот Хенк Латеган со безмалку 4 минути предност, со што на Тојота ја донесе двојната круна. И во категоријата мотоцикли битката за титулата се водеше се до последниот ден, останувајќи недостижен за шпанецот Тошка Скареина на Хонда, непоколебливиот австралијанец Даниел Сандерс на КТМ ја обезбеди 20-та победа. Кај камионите немаше некои изненадувања и прв низ целта помина екипажот предводен од ланскиот победник, чехот Мартин Мацих со Ивеко.
Она што е Golf за Volkswagen и Octavia за Škoda, Leon е за Seat. Компактниот шпанец наполни 25 години и моментално се продава неговата четврта генерација. Од лансирањето во 1999 година Seat продаде повеќе од 2,5 милиони единици. Leon беше дизајниран, развиен и произведен во Барселона од самиот почеток. Првата генерација, дизајнирана од Giorgetto Giugiaro, го сигнализираше враќањето на марката во важниот сегмент на компактни автомобили. Во следната генерација, Leon ќе се произведува само под брендот Cupra и ќе биде само електричен модел. Глобалната експанзија на BYD се шири како шумски пожар. Во 2023 година компанијата продаде вкупно 3 милиони возила, додека лани скоро се искачи на 4,27 милиони, што ја постави марката на светската листа на производители пред Ford и Honda, позиционирајќи се како еден од најголемите светски производители на автомобили. Кинескиот гигант лани продаде 1.765.000 електрични возила, што е зголемување од 12% во однос на 2023 година. Со ова BYD и дише на врат на Тесла, која испорача 1,81 милиони електрични возила лани. Најголем раст бележат приклучните хибриди, вкупно 2.085.378, што представува плюс од 72,8% во споредба на 2023 година. Компанијата лани инсталирала батерии од вкупно 194,7 гигават часови во возила и капацитети за складирање на енергија. Норвешкиот совет за информации за патниот сообраќај откри дека минатата година во земјата биле купени 128.691 нови возила, од кои 114.400 биле електрични. Тоа е скоро 98% и земјата е блиску до постигнување на целта сите нови патнички возила да бидат со нулта емисија до 2025 година. Во извештајот се наведува во текот на 2024 година купени се само 986 возила напајувани исклучиво од бензин. Тесла Модел Y беше најпродаваното возило во Норвешка со 16.858 единици, што представува нешто повеќе од 13% од целиот пазар. Кинеските брендови заземаа речиси 10% од ланската продажба на нови автомобили. SAIC, собственикот на MG, ќе вложи 135 милиони долари во новата фабрика во Египет со иницијален годишен капацитет од 50.000 возила. Производството на возила од брендот MG треба да започне во вториот квартал на 2026 година. Ова е важен чекор во тековните глобални проширување на брендот и ќе го позиционира MG блиску до европскиот и африканскиот пазар со цел да ја намали зависноста од кинеското производство. Освежениот MG5 ќе биде првиот модел произведен во фабриката. Во следната фаза на истата локација ќе се произведуваат неколку кросовери и новоенергетски возила. Производителот на најгосподските суперавтомобили уште еднаш ја возбуди публиката. И тоа е вообичаено и се повторува секогаш кога ќе представи нов модел.
Vantage Roadster го комбинира рафинираниот стил на марката со некои задолжителни интервенции типични за кабрио изведбите. За перформансите се грижи V8 мотор од 4 литри со 2 турбополначи. Тој испорачува 656 конски сили и 800 Нм вртежен момент, што е за цели 153 коњи повеќе од претходната генерација. Поради специфичните купувачи што се одлучуваат да купат вакви автомобили, Астон Мартин вгради 8 различни поставки за контрола на тракцијата, што им овозможува на сопствениците да го приспособат своето возачко искуство на различни услови. Преклопливиот покрив може да се отвора или затвора до брзина до 50 км на час, трансформација што трае 6,8 секунди. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Toyota го отвори градот направен на 79 хектари, кој треба да биде модел за иднината. Наречен Woven City, овој град е пример за екологијата, урбанистичките решенија и оние во сообраќајот. Еве како изгледа и како функционира. Градот на Тојота е подготвен за првите жители. Овој град на иднината, наречен Woven City, е проект на амбициозниот председавач на компанијата Акио Тойода, кој сакаше да покаже дека урбанизацијата не мора секогаш да ја деградира човековата околина. Започна да се гради пред 4 години на подножјето на планината Фуџи, на место на една поранешна фабрика на компанијата. Зафаќа површина од 78 хектари и во него ќе живеат околу 2000 луѓе, главно вработени во компанијата и нивните семејства. Се во него е подредено на екологијата и напредните технологии. Зградите се направени главно од дрво, а енергијата ќе ја добиваат од соларни панели и водородни горивни келии. Возилата кои ќе бидат автономни, инфраструктурата и објектите ќе бидат поврзани во еден заеднички екосистем преку мрежа сензори и напредни софтвери со вештачка интелигенција. Во овој град ќе се тестираат иновациите во мобилноста, но и во останатите аспекти
аспекти на секојдневниот живот, како што се работи за помош во домаќинствата, дронови за испорака и слично. Улиците се поделени според намената, за пешаци, возила, јавен превоз и слично. Дел од нив се подземни, а сигурно ќе се најде место и за летечките автомобили. Не е објавено колку ќе чини. Кризата во автомобилската индустрија и слабењето на интересот за електричните возила ги приморуваат производителите да ги ревидираат своите планови за идните модели, но и локациите за производство. Така, Порше, откако го представи електричниот Макан, размислува во игра да ја врати изведбата со бензински мотор. Polestar премиум електричниот бренд на Гили бара локација за производство во Европа, додека неговите возила во Америка ќе ги гради во тамошната фабрика на Volvo. Од Америка се најавува првиот соларен автомобил од компанијата Aptera. Ке крене ли Порше рачна сопирачка? Започнаа да кружат приказни дека новиот електричен Макан би можел да добие и верзија со бензински мотор. Овој модел, замислен и конструиран да биде само електричен, добро стартуваше со продажбата, но очигледно дека купувачите се уште ги сакаат мирисот и звукот на октаните. Иако сето ова се само гласини, јасно е дека постоењето на бензински Макан ќе и донесе добри пари на компанијата. Моделот од претходната генерација всушност се уште се произведува, но не е достапен во Европа, каде се пласира повеќе од 1/3 од вкупната продажба на марката. Што на вистина ќе се случи, тешко е со доволна веројатност да се прогнозира, но доколку Макан во бензинската верзија се наметни како неопходна солуција, веројатно ќе биде сосема различен модел и од досегашниот и од електричниот. Според претходните планови, Порше имаше за цел до крајот на деценијата електричните возила да сочинуваат 80% од неговата глобална продажба, но раководството сега вели дека тоа ќе зависи од побарувачката на купувачите. Во својот 10-годишен животен век досега, од првата генерација на Макан се продадени околу 500 милион примероци. Соочен со темните облаци кои заради недоволните продажни резултати ја замрачија иднината на компанијата, Polestar ја менува производствената стратегија. Искусниот Михаел Лохшелер, кој е на нејзиното чело само неколку месеци, најави дека електричните автомобили на марката ќе се прават и во Европа. Замислата е јасна, да се избегнат царинските стапки и другите административни ограничувања за поуспешно освојување на пазарот. Ваков потек е применет и во настапот на американскиот пазар со одлуката средно големиот кросовер, означен како Polestar 3, да се произведува и во фабриката на Volvo во Јужна Каролина. Лохшелер истовремено најави дека за локација од која ќе излегува идниот Polestar 7 се разгледуваат Франција и Германија, без да прецизира во детали. Познато е дека компанијата нема сопствени производствени капацитети и ги користи погоните на нејзиниот сопственик во Кина. Токму за таа намена Гили изгради супермодерна фабрика која функционира од 2019 година, од каде произлегува Polestar 2. Купе кросоверот Polestar 4 пак се произведува во погоните на Рено во Јужна Кореја. Компанијата досега ги нема објавено резултатите од своето работење за целата ланска година, туку само за првите 9 месеци. А тие не се сјајни. Има продадено 32.600 возила, што е за 20% помалку од истиот период 2023-та. За толкав процент се намалени и приходите, но се намалија и загубите.
Калифорниската компанија Aptera Motors гордо објави дека сериското производство на нивниот соларен автомобил ќе започне во блиска иднина. Точниот датум го задржаа за себе, но тоа треба да се случи некаде идната 2026 година. Финалната верзија на електричното возило веќе е подготвена и во моментов се вршат неопходните тестирања. Новите технички детали кои се објавени наведуваат дека овој автомобил со 2 седишта и 3 тркала место првобитните 1600 ќе има автономија од само 650 км, од кои струјата добиена од сонцето ќе обезбеди поминување на околу 65 км. Каросеријата со коефициент на отпор на воздухот само 0,13 е од лесни композитни материјали. Електромоторите кои ќе се произведуваат во Словенија се сместени во тркалата, а ќе постигнува максимална брзина од 163 км на час. Според компанијата веќе имаат наречки за 50.000 примероци во вредност од 1,7 милијарди долари, што значи дека цената е поставена на $34.000. Да се направи нешто подобро од најдоброто не е едноставно, а тоа баварската Алпина го работи со леснотија. Компанијата е основана пред точно 60 години, кога Бурхард Бовен-Ципен визионерски го насочи семејниот бизнис со машини за пишување кон автомобилската индустрија. Алпина премина во рацете на BMW пред 3 години. Брендот останува да живее, но B8 е последниот нејзин модел како самостојна компанија. Години пред да се одлучи да стане најдобриот тюнер на BMW, оснивачот на Алпина, Бурхард Бовен-Ципен, разви посебна верзија на двоен Weber карбуратор за претходникот на серијата 3 на BMW, кој со својата прецизност ги одушеви челниците на минхенскиот производител. Тие го препознаа потенцијалот на малата работилница со само 6 вработени, пружајки и целосна поддршка. Следеа децении на постојан и стабилен развој во кој Алпина прерасна во глобално препознатлив бренд, крунисани со статусот на засебен производител на возила кој им го додели Германското министерство за транспорт. Облагородувањето на возилата не се базираше само на зголемувањето на силата на нивните мотори и поагресивниот дизајн. Секој детаљ на нив им даваше посебен дух, ценет од пребирливите купувачи. Гледајќи на Алпина како на скапоцен камен, BMW реши да го вгради во својата круна и во 2022 ја презеде компанијата, оставајќи уште некоја година да делува самостојно. Иако ќе остане име кое ќе живее, Алпина сега ја пее својата лебедова песна и го представи својот последен независно развиен модел. Има ознака B8 GT и ќе биде произведен во само 99 примероци. Базиран е на Гран Купе верзијата на серијата 8, чиј 4,4 литарски битурбомотор е навиен на 634 коњски сили. Импресионира со забрзувањето до 100 км на час за 3,3, а до 200 за 10,5 секунди, додека максималната брзина изнесува 330 км на час. Секое возило ќе доаѓа со 2 специјално креирани патни торби, изработени од најфина црна кожа и ексклузивен часовник направен во соработка со експертите на реномираниот швајцарски производител Карл Ф. Бушерер. Цената на овој најсилен автомобил во историјата на Алпина е поставена на €225.000. Некогашниот гигант Chrysler се сведе на само еден модел – моноволуменецот Пацифика. За жал, плановите за развој на неколку возила што произлегуваат од студијата Halcyon се успорени и уште е нејасна судбината на оваа компанија. За разлика од собствениците на Chrysler, новите газди на некогашниот SsangYong KG Mobility за само 2 години го прикажуваат вториот свој адут. На постоечкиот Торес му се придржува новиот Акцион.
И покрај изразениот ентузијазам, плановите на Chrysler никако да се поместат од мртва точка. Добар ветер во грб донесе концептот Halcyon, покажан лани во ова време, чиј одличен одговор на јавноста предизвика на неговата идеја да се развијат неколку модели. Сите требаше да бидат електрични, а првиот се очекуваше дури во 2028 година. Но, откако стигна веста дека е донесена одлука да се продолжи со развојот на неговата серијска верзија, се појавија извештаи дека се ќе оди побавно од очекуваното, дури и дека некои проекти ќе бидат откажани. Причините засега не се познати. Прв ќе настрада големиот кросовер планиран за идната година, кој официјално е одложен, барем неговата електрична верзија. Единствено што засега е сигурно е дека веќе остарената Пацифика ќе добие уште еден редизајн. Што се однесува до сериската верзија на Halcyon, таа треба да има значително подсмирен изглед, но сепак да ги задржи елегантните купеовски линии. Не е познато дали ќе се опстои на одлуката да биде само електричен модел или пак ќе се направи компромис и ќе биде понуден со некој бензински мотор, што платформата на која е замислен го овозможува. Поранешниот SsangYong се буди. Под водството на новиот собственик KG Mobility го подготви и својот втор модел за Европа. Наречен е Axion како некогашниот предизвикувачки од дизајнерски аспект, но слабо успешен купе кросовер. Од својот брат Торес се разликува по поинаквата линија на покривот и дотераниот преден дел на кој се комбинирани стилските аспекти на неговите бензински и електрични изведби. Долг е 4,74 метри, а меѓуоскиното расстојание од 2,68 метри е задржано. Во внатрешноста преовладува дигиталниот стил како и кај Торес, а багажникот има раскошен простор од 703 литри. На почетокот ќе биде понуден со 1,5 литарски турбобензински мотор со 163 конски сили, спарен со 6-степен автоматски менувач, а појавувањето на други верзии допрва треба да биде потврдено. Сепак постои голема веројатност во него да се најде електричната погонска група од Торес. Цените стартуваат од високи 47.000 евра. Трендовите на пазарот и желбите на купувачите се менуваат. Код тоа го докажуваат новите истражувања направени за да се осознаат движењата на пазарот и расположението на купувачите кои дадоа интересни резултати. Но секогаш императив ќе биде безбедноста. Euro NCAP смета дека е особено охрабрувачки што производителите на автомобили продолжуваат да ставаат значителен акцент на безбедносните иновации и опремувањето на автомобилите со најновите безбедносни системи. На темелните тестови за безбедноста, 5 автомобили од Кина, Германија и Јапонија го поставија стандардот за безбедност на возилата. На сите тестови што ги направи Euro NCAP во 2024 година, одскокнуваат 5 автомобили кои покажаа највисок степен на заштита на патниците и на сите учесници во сообраќајот. Најдобро рангиран е Mercedes-Benz E-класа, со најдобар вкупен резултат во 4 безбедносни категории што ги оценуваат експертите на Euro NCAP, и тоа заштита на возрастни патници, заштита на деца патници, заштита на ранливи корисници на патиштата и технологии за безбедносна помош. Малите теренци доминираат годинава со 20 од вкупно 44 тестирани автомобили од Euro NCAP. Водечка во класата мали спортско корисни возила беше кинескиот Zeekr X, кој ги надмина европските производители и воедно ја освои наградата најдобар во класата на електрични возила. Друга важна награда за 2024 година беше во категоријата на големо спортско корисно возило.
Euro NCAP тестираше 6 возила со 7 седишта во оваа категорија, каде Mazda CX-80 беше највисоко рангирана. Во класата на големи фамилиарни автомобили најдобро се покажаа Volkswagen Passat и неговиот партнер Škoda Superb, кои испорачаа водечки безбедносни перформанси. Кинеските производители на автомобили забележаа уште една импресивна изведба со првиот електричен пикап тестиран во Европа од Euro NCAP. Maxus Teron 9, пикап со 5 седишта и 4 врати, постигна високи резултати во сите 4 безбедносни категории. Во 2024 година немаше претенденти за наградата најдобар во класата мали семејни автомобили, бидејќи возилата со најдобри резултати беа далеку под очекуваното безбедносно ниво. Се менуваат ли навиките на купувачите? Едно најново истражување вели дека традиционалните критериуми, како дизајнот, квалитетот и марката, веќе не се клучни фактори при набавката на нови возила, туку цената. Анализата ја спроведе реномираната консултантска куќа Deloitte. Покажуваат дека во Германија, како најголемиот европски пазар, 62% од испитаниците ќе го изберат најевтиниот автомобил. Наредниот најважен критериум за нив е квалитетот, кој е битен за 53% од анкетираните. Истражувањето на Deloitte ги потврди и лошите очекувања во врска со електромобилноста. Само 1 од 7 испитаници планира да купи исклучиво електричен автомобил. Причините кои ги одбиваат купувачите се познати, а тие се автономијата, високата цена и инфраструктурата за полнење. Се менува пазарот, се менуваат и вкусовите на купувачите. Најновата анкета на германскиот BASF, кои бои на автомобили се најпопуларни, покажува тренд на помеките и единствени нијанси. Традиционалните црни, бели, сиви и сребрени тонови и понатаму добро се држат, но нивното учество опаѓа. Расте популарноста на бледокафеавите беж бои, чие пазарно учество е скоро удвоено, а продираат и неутралните, како што се жолтата и зелената. Образложението на стручњаците на BASF, кој е најголем производител на бои за автомобилската индустрија, е дека овие трендови покажуваат потикнување на чувство на смиреност и префинетост и ја одразуваат желбата на купувачите за стабилност во денешниот забрзан свет. Тие на купувачите им овозможуваат да истакнат својата индивидуалност во поглед на елеганцијата на автомобилот, онака како што секој индивидуално ја гледа.